Повелете ако имате прашања. Искрено веруваме, како што реков, се надеваме дека утре ќе го имаме потребното двотретинско мнозинство, тоа ќе го покаже гласањето. Според проценките, односно според она што досега го слушнавме, како дискусии, како изјави од нашите колеги од опозицијата, не постои ниту еден пратеник од ВМРО ДПМН и нивната коалиција кој е против членство на Република Македонија во ЕУ и во НАТО. Ке се гласа по завршување на седницата, односно по исцрпување на дискусиите. Утре ќе видите и ако ВМРО не дојдат на седница, дали ќе дискутирате само? Јас колку што се сеќавам, има уште 15 на дискутанти пријавени за дискусија, меѓу нив има и членови од ВМРО ДПМН или од нивната здружена опозиција, така што тоа е неприкосновено право на пратениците. И јас очекувам во текот на утрешниот ден да заврши дебатата, меѓутоа тоа никогаш не можете да го знаете. Можда пратениците од опозицијата и се вратат и учествуваат во дебата со реплики. Така што, штом заврши процедурата согласно деловникот и штом биде исцрпена дискусијата на сите пријавени пратеници, верувам дека ќе се премине кон изјаснување. Јас не знам како мислите за тоа, ќе разговараме, тоа е одлука на коалиционите партнери, да. Тоа ќе разговараме дополнително. Да не ги преюдицираме работите, да почекаме да видиме како ќе се одвија седницата. Нивен став е да не ги подржат овие устави. Тоа ви дава уверување дека ќе ги подржат. Значи, видите, во целиот процес, кој го чекаме 27 години, тргнавме решително и одлучно да и овозможиме на Република Македонија она што граѓаните на Република Македонија го очекуваат 27 години. Значи, независно од поодделни партиски мислења, партиски ставови или мислења и ставови на партиски врхушки или партиски лидери, ние како пратеници во законодавниот дом сме должни да испочитуваме мнозинската волја и да придиме кон реализација на стратешките цели. Така што јас сум убеден, а и нашето чувство што го споделуваме овдека е дека колегите од опозицијата се целосно свесни за моментот и за значајноста на овој момент и дека ќе се надминат во однос на партиските соопштенија или ставови и дека ќе ја сватат сериозноста на моментот и дека сите заедно ќе го започнеме процесот. Видите, ова е првата фаза. Ова е всушност она што за еден закон значи оценување на потреба. Значи, ние сега ќе носиме одлука за иницијативата која ја добивме од владата. А инаку до изгласувањето на уставните амандмани после не очекува долг период. И во тој период сме сигурни дека на крајот сите, и така мора да биде, сите ќе одлучиме за европска иднина на Република Македонија. Како ја согледувате ситуацијата во соседна дискусија што еден главниот практично подписник поднесе оставка? Се тоа во рамки на политичкиот живот на државата. Јас не би коментирал, тоа е работа на нивниот политички и државен естаблишмент. Меѓутоа, имајќи во предвид дека изјавата, колку што имавме можност да слушнеме од медиумите, на премиерот Ципрас дека тој ќе продолжи со всушност раководење на Министерството за надворешни работи и јасно и децидно кажано дека ќе се подржи или ќе процесот околу договорот од Преспа ни дава за право да сме мирни и спокојни без оглед на оставката на господинот Коцијас. Исто така и нашиот министер за надворешни работи и нашиот премиер остварија комуникација со Коцијас и со Ципрас и несомнено и обострано изразена поддршката да продолжи процесот без оглед на случувањата во нивниот политички естаблишмент. Или уставот ќе отмените преку распитање
Да, разбирам прашањето. Значи, ние сме должни да го примениме Уставот, затоа што договорот околу пржинската власта со тие рокови важеше за секои наредни редовни парламентарни избори. Овде се работи за почитување на уставните рокови, што значи пржинска влада ќе биде овозможена, меѓутоа во роковите што ги дефинира Уставот, тоа е 60 дена од денот на распишување, односно распуштање на собранието. Дали денешната предба со колегите од регионот имавме Имавме, да. Дали беше по насока на изтакнување на значењето на овој момент со кој сега се случува? Дали имаше врска? Видите, ова е посета од представници на директорати или генерални дирекции на влади, односно министерства, што во земјите членки на Европската Унија се задолжени за соработка со овој регион. Некаде се Западен Балкан, некаде се Југоисточна Европа, некаде се инаку дефинирани Јужна Европа и Азија и така натаму, како и да е, се работи за владини административци и всушност без исклучок од сите земји членки на Европската Унија, и ги интересираше процесот на донесување на одлуки, како е устроено нашето општество, нашиот политички систем и нормално ги интересираше моменталната конотација во однос на референдумот и во однос на она што не очекува деновиве за гласање на уставните измени и всушност пројавија интерес покрај тоа и за мерките кои владата ги презема во однос на реформите, значи посебно борбата со организираниот криминал и корупцијата, исто така реформи во правосудниот систем, беа направени некои паралели помеѓу британскиот референдум и македонскиот референдум, значи во секој случај беше едно добро искуство, меѓутоа не се пратеници на Европски парламент или на парламентите од земјите членки, туку се владини службеници кои работаат за прашања кои се во врска со соработката со овој регион од Европа. Условите кои ги побара опозицијата, значи премиерот ги прифати во однос на пржинската влада и стои за тоа. Работата е што не сме уставните рокови да бидат подолги од она што го пропишува Уставот. Овдека се работи за брзи избори за да се фатат роковите, а вие сите знаете дека донесувањето на конечната одлука всушност и целта е да се искористи моментот, она како што се коцките сега наместени, визави изборите во Грција, визави поддршката што имаме од другите лидери влади од околните земји и така натаму. И во 2000 што викате 16-та година договорот што беше постигнат за тие избори и како резултат на договорот се дефинира дека за секој наредни редовни парламентарни избори ќе важат условите со тие рокови. Меѓутоа сега не се работи за редовни парламентарни избори, ова се избори кои треба да овозможат двотретинско мнозинство за да се реализира и за да се спроведе иницијативата околу уставните измени. Дали сме поблиску до избори или до поминување на оваа прва фаза од уставните измени? Какво е вашето чувство ако веќе немате информација? Можам да ве известам дека денеска сме најблиску до одржување на 60-тата седница, каде што има голем број на закони за кои пратениците, независно од политичката провениенција, треба да дискутираме, да ги изгласаме, затоа што се во интерес од секојдневен интерес на граѓаните. Инаку, во право сте. Значи, нашето чувство е дека сме близу историскиот момент. Во право сте дека го имаме тоа чувство, дека сме близку до историски момент и дека сме близку до моментот кој всушност може да го смени или да го одреди текот на историјата на оваа држава, а ние сите овдека сме цврсто убедени дека тоа ќе биде Европска Македонија. Ви благодарам на сите.